Добар ден на сите. Почитувам председател на владата, председател на собранието, министри, председател на ДУИ, пријатели, партнери од ИГО. Слушнавме многу инспиративни зборови. Гледаме многу инспиративни луѓе, не само тие што зборуваат, него и тие што следат. И имаме многу инспиративен проект. Јас имав нешто подготвено, меѓутоа ќе го скокнам. Водителката веќе ми го украде еден од клучните влезни зборови, а тоа е дека имаме втора стотка у помалку од 2 месеци. Председателот на владата објави првата стотка пред некаде 4 или 5 недели, германската компанија Gerresheimer, која што одлучи да вложи 133 милиони евра. Оваа за жал е втора, бидејќи е само 130 милиони евра. Меѓутоа повторно кажем, втора стотка помалку од 2 месеци, а ќе има уште. Ова покажува дека Македонија не е земја нефтина работна сила. Ова покажува дека Македонија има капацитет за сериозни проекти и за сериозни инвестиции, и тоа ќе го покажуваме и ќе го докажеме уште повеќе во периодот што следи. Пред 2 дена мислам дека беше Артан прв кој што објави одлуката на владата за додавање на согласност за договорот што ќе го потпишеме денеска. И веднаш почнаа коментари. Повеќето беа позитивни, да бидеме честни, дека луѓето видоа убава вест во сето ова што се случува денеска. Меѓутоа имаше и негативни коментари. И еден од коментарите, прашањата беше зашто тето. И мојот одговор на тоа е зашто да не. И тето е Македонија. И мора престанеме ги делиме луѓето на наши и на ваши. И ние тоа не го правиме. Клучното прашање не е зошто тето. Клучното прашање е дали навистина ќе се организираме сите, ама не само ние што сме тука, него тие што критикуваат од другата страна, и да покажеме дека навистина се грижиме за луѓето тука. Исто како што покажуваме, спомена и премиерот во својот говор, 1100 нови работни места од почетокот на годината. Имаме раст на плата, сериозно. Ова инвестиција денеска треба да донесе во наредните неколку години просечна бруто плата за 1000 наши сограѓани од Полошкиот регион, кој што ќе надмине 1300 евра. Тоа не е малку. На крајот една кратка поента, реков нема должам многу, прославуваме 21 година од рамковниот договор. Јас само ќе ви кажам дека изминатите 2 месеци, не само овие 2 месеци, меѓутоа ќе ги споменам овие 2 месеци. И со Крешник и со Фатмир. И секако со кабинетот на председателот на владата. Работевме ден за ден за да успееме у рекорден рок. Средбата кај премиерот имавме на 1 јули, денеска сме 13 август, подпишуваме договор. Значи и со Крешник и со Фатмир работевме заедно за да го постигнеме овој заеднички успех. Ама не е тоа мој личен успех ниту на Крешник, ниту на Фатмир. Ово е успех и на тимовите у Министерство за економија и у Министерство за финансии и у канцеларијата на председателот на владата и у дирекција за ТЕРС. Ама не е само и ниве. Ова е успех на вистина на сите што сте тука и на сите наши граѓани, бидејќи даваат придонес. Пораката што ја праќаме надбор према овие луѓе, дека ова држава е стабилна и просперитетна држава и си има луѓе кои што си ја сакаат и си работат за нејс. Така што честитки за тие луѓе, честитки за сите нас и посакувам секако успех и наскоро се видиме со возило произведено тука. Благодарам.